Со влезот во НАТО за македонските компании се отвора нов пазар со обрт од околу 5 милиарди евра. Политичката сигурност ќе ги стимулира инвестициите, како странски, така и домашни, што пак ќе влијае на намалување на невработеноста, економски раст и подигнување на животниот стандард. Ова беа поентите на панел дискусијата за предностите од НАТО, која се одржа во Прилеп. На трибината беше потенцирано дека со влезот во Алијансата, македонските компании за прв пат ќе имале можност да учествуваат на јавните набавки во системот на НАТО, а особено голем потенцијал се јавувал за IT компаниите, кои можат да добијат работа и како субконтрактори. Земјите кои што 5 години пред да влезат во НАТО и 5 години по влегувањето во НАТО, странските директни инвестиции се покачиле од 4,5% од бруто домашниот производ на 7,4%. Земјите кои пристапија во НАТО во 2004 година, повторно ако споредиме 5 години пред и 5 години по влегувањето, имаат раст на бруто инвестициите за 6% поени. Имаме разлика на просечната стапка на невработеност од 11,4% во просек 5 години пред влегувањето на 6,5%, односно 5% поени пониско. Заменик амбасадорот на Обединетото кралство Доминик Отвеј истакна дека сите земји кои што влегле во НАТО имале огромен финансиски бенефит од членството во најмоќниот и најстабилниот сојуз во светот. Сите земји членки годишно инвестираат околу $1 трилион за да може да обезбедат безбедноста и сигурноста на околу 1 милијарда луѓе. Уште една предност, како што беше споменато, е во тоа што Сојузот дава подршка на демократија, дава подршка на слободен на владење на правото. Што не им дава добро само на странските инвеститори да инвестираат туку и на локалните луѓе им дава сила за да можат и да продолжат да инвестираат на во земјата. Вакви панел дискусии за предностите и бенефитите од членството во НАТО планирано е да се одржат и во други градови.